Ќе нема регионален развој ако нема фискална децентрализација. Во земјава, иако дел од надлежностите се префрлени од централно на локално ниво, општините немаат доволно средства да одговорат на предизвиците. Вака смета Страшко Стојановски, универзитетски професор, кој тврди дека заради неразвиеност на одредени места и понатаму е изразена внатрешната миграција. Први треба да се размислува на дисперзирање на ресурсите од Скопје. На самиот почеток, ние зборуваме за европска иднина. Меѓутоа имаме 3% поврат на ДДВ на општините, што е скандалозно. Значи не би рекол дека е очајно, туку е скандалозно. Европскиот просек е 30%. Значи мора да имаат ресурси општините за да може да се развиваат. Или им спомнав друг пример за европска пракса. Велам, зошто Министерството за земјоделие мора да биде со седиште во Скопје? Нека биде во Стромица. Аргументот беше мала сме држава или нека има повеќе степеност на локалната власт. Денове во Струмица се одржа меѓународна конференција за рамномерен регионален развој со акцент како да се развива југоистокот, за да нема диспаритет меѓу селата и градовите. Истакнаа дека средствата што ги доделува државата за регионален развој и понатаму се централизирани. Централната власт се уште тврди дека тие пари се дават, меѓутоа се дават многу централизирано. Не се даваат директно на регионите и на општините. Според мене, значи секогаш треба да се следи од долу кон нагоре. Тие луѓето што треба да одлучуваат што е потребно за регионот се луѓето токму тука, што се во регионот. Населението, градоначалниците, општинската администрација и луѓето од Центарот за развој, секако и невладините организации. Од Министерството за локална самоуправа вела дека средствата за 2019-та за регионален развој се двојно повеќе од пред 2 години. Во мандатот на оваа влада средствата за поттикнување на рамномерен развој се зголемуваат секоја година. Во 2019 година овие средства се зголемени во однос на буџетската 2017 година скоро двојно и изнесуваат околу 423 милиони, односно околу 7 милиони евра. Во државата има 8 плански региони кои функционираат веќе десетина години. Целта е преку нив да се детектираат проблемите и потребите на населението пред се за да се намалат разликите меѓу урбаните и руралните средини.